Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски нема да поднесе оставка по апсењето на актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев поради земање мито. Одговорност побара опозицијската СДСМ, но Трипуновски вели агенцијата е посебна институција. Истрагата покажа дека Џевдет Насуфи, поранешен министер за правда и локална самоуправа во владата на Љупчо Ѓорѓиевски, му ветил 50.000 евра на Стоилев за фирмата на Насуфи, која не исполнува услови да добие пари од ИПАРД. Полицијата го фати Стоилев со првите 400 евра дадени на рак. Позицијата повикува на моја оставка, сакам да потенцирам дека агенцијата е посебна институција која што има посебен менеджмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никако поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата. Министерот вели апсењето на Стоилев е показател дека законите треба да важат подеднакво за сите, независно дали некој е актуелен или поранешен функционер, а владата покажала неселективност во борбата против корупцијата. СДСМ пак предупредува. По корупцијскиот скандал можно е Европската Унија да ги стопира финансирањата во ИПАРД 3 програмата вредни 128 милиони евра. По овој скандал, според информациите кои што ги имаме, веќе има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во ИПАРД 3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Трипуновски пак уверува дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството ќе продолжи непречено да работи. Не гледам загрозеност на ИПАРД средствата и националните плаќања кои што ги имаме како држава, вели тој. Меѓу осомничените во скандалот со платежната агенција и државен службеник во Министерството за земјоделство, како и вработен даночен референт во УЈП. Насуфи како управител на фирмата се гони за давање подкуп и давање награда за противзаконито влијание. Директорот Стоилев за примање подкуп. Тие двајцата се во 30-дневен притвор со уште двајца осомничени, а во куќен притвор е 5-тата осомничена.